атмосферата во тимот е како пред секој почеток на највисоко можно ниво. Значи, ние се припремаме скоро 43 дена и во овие 43 дена пробавме да донесиме засилувања, да ја освежиме екипата од ланската сезона. Јас кажав и минатата пресконференција дека се надевам дека овој ќе биде прелазен рок последен, кај што ќе организираме 10, 11, 12, 15 играчи. Со тоа што имаат сега овие сите нови играчи подолги договори. И од минатото искуство јас како фудбалер, кога сум бил фудбалер, било многу потешко кога се ангажира толку играчи во смисла да се уигра екипата, али познавајќи ги играчите што ги донесове, мислам дека ќе бидиме подобри од ланската сезона. За очекувањата, кога станува збор клуб како победа, очекувањата се стално европски. Не треба никогаш да размислуваме за поинакви очекувања, затоа што победа во историјата стално се надпреварувала да биде или шампион, да освојува титули. Јас мислам дека ако бидеме реални, мора прво победа како клуб да расти од година во година, во смисла да станеме прво стабилен прволигаш и се разбира ако да немаме проблеми за опстанок, повеќе не сакам да разговарам, да немаме проблеми во сезоната и ако ни излези шанса и да се приклучиме кон Европа. Сакам исто така и јас да се заблагодарам за вашето присуство, поготово за најавачите, каде што очекувам да бидат наш ветер во грб на секој надпревар. Искрено да кажам, многу ми е жал што на ваква поставеност и организираност на сите нивоа во клубот, каде што се работи исклучиво во интерес на клубот, во ниеден ничи интерес. Искрено ми е жал затоа што нема да играме во Прилеп. Се надевам, има некои оптимистички најави дека втората полусезона ќе играме тука. Не знам то колку е реално, али ние се надеваме дека така ќе биде. Задовме последно уште еден играч на Вабуазе, кој што се надевам ќе биде засилување во нападот и очекуваме уште двајца или тројца играчи во наредниот период од 7-80 дена. Значи, ние баравме играчи во сите линии. Сега, Македонија е мал пазар и уште помал пазар со квалитетни играчи. Тие што беа слободни, успеавме да ги донесиме и што мислиме дека ќе ни бидат на некој начин појачување или освежување во екипата. Знаете како, порано сме имале примери ние во Победа, оти Победа не е клуб, пример, еве да споредам, не сакам никој да споредувам, во Победа, во Прилеп има притисок. Значи имало фудбалери порано што дошле во Победа, што биле екстра засилувања, или тука се изгубиле. Зато ние сакаме да направиме на еден костур на екипата 7-8-10 играчи, па потоа на секој нареден прелаз рок да донесиме уште поголем квалитет. Се надевам дека ќе успееме во тоа, затоа се треба резултат. За се сум јас одговорен, али ќе видиме, ќе покаже времето. Јас ако се прашувам, јас во моје лично име, не во име на клубот, јас мислам дека прво треба да се направи костур кај што ќе напредува од 6 месеци во 6 месеци, па после да се надеваме на некој поголем исчекор. Јас искрено би сакал наредната сезона шампиони да бидеме, али мора да бидеме реални. Јас не дека се откажувам од такви амбиции, секогаш јас кај да играм и како играч и како сега тренер, секогаш имам цел највисок, али мора да бидеме реални. Ние немаме, пример, буџет како 30% од екипите во Македонија и мора да бидеме реални и да бидеме максимално мотивирани на секој надпревар, да го даваме максимум, па ќе видиме како до каде би стасале. Али дека сме на добар пат е евидентно. Најголем проблем.
затоа што победа како победа, јас знаете како, ние сме град од 100.000 жители, така? Ние не успеавме во 6 години да направиме еден терен, не стадион. Фаворити, да. Али фаворити, знаете како се фаворити на хартија? Во фудбалот нема јас према мене нема повеќе фаворити. Гледате што се случува и во ланското првенство, ние каде што на хартија и Шкенди и Вардар беа фаворити, па ние ги победивме и се спасивме. Значи како домајчини би требало да биме на некој начин фаворити, али тоа не значи дека јас пак ви кажам, на секој надпревар да име да победиме. Кога почнавме втората полсезона да врзевме 3-4, како што кажате вие, победи, можем да се замешаме за Европа. А изгубивме 3-4, одма си за поеѓање. Значи таков е форматот, не можем ништо ние тука како клуб. Али тоа е, мора да се игра. Добро, размислувањето ваше сигурно не. Да, имаше некоја иницијатива да се продолжи лигата на 12 на 15, али не знам. Тоа не е во наш домет. Али сигурно дека е потешко за играње и понапорно и многу повеќе утакмици се. Ние се видовме се што е слободно во Македонија, затоа што Таргет и Костурнат има треба македонски играчи да игра. Странци можат само четворица. И се што беше слободно и што можевме управата да исконтактира, се направиме во интерес на клубот да ја освежиме и да ја појачаме екипата. Други слободни играчи јас не гледав. И ние немаме буџет како пример да не спомнувам екипи Шкендија, Вардар, Шкупи да се надава. Пример, еве имавме еден играч кој што го посакувавме и ние и Шкупи, го надплати Шкупи. Тоа нема во фудбалот некогаш и парите се в голем дел и пресудни. Јас како тренер и управата во сите разговори сакаме да направиме еден стабилен прволигаш, кај што нема да има проблеми како ланските, предланските. Значи тој е патот, нема друг пат. Значи ние да имаме буџет како одредени клубови во Македонија, може би иако бил стадионот во најдобар ред и да играме прилеп, сосем друга е работата. Значи јас се обидувам стално реално да зборувам, не сакам ни да давам и сам себе си да си давам лажна надеж и некој да го мотивирам на поинаков начин. Дали ме разбираш? Значи нереален оптимизам не сакам. Нашата управа во секојдневна е во комуникација, дали со општината, дали со ФФМ, и тука има некоја надлежност поделена, затоа што теренот требало да го направи ФФМ, трибините општината. Сега не знам до кај. Сега има најава дека нареднава недела требало да почне да носа песок, то тука почнале да носа, ама се преместиле во Академија Пандев. Тоа е сето од ФФМ направено, не знам, не сакам да навлегувам во тие работи. Федерација е терен и рефлекторите, обврска на општината е трибините и покривање. Клубот, ние како клуб немаме никаква надлежност ни на терен ни на стадион. Значи ние ако беше во наша надлежност не е ни собственост на клубот. Да, јасно, само добро е било едноставно. Да, јасно. Сите трпа и клубот трпи. Најмногу ние најмногу. Удобно и навивачите на крајот за на атмосфера и се. дека имаме способен терен во Прилеп. Тие си некој начин префрлува топката дека стадионот. Ние не бараме трибините, нека се прават трибините. Тоа е терен да ни направи да играме тука ако можеме. Тоа е. Победа како клуб нема изваено млад талент затоа што 8 години немаше фудбалска школа едно. Сите таленти. Сите фактори настрана. Сега јас само да ти објаснам. 8 години немавме ние организирана фудбалска школа. После 8 години ние во трета лига кој играме, односно во втора, имавме услов минимум 2 да организираме. Ние ги собираме од дома децата, а сега имаме 9 генерации. Сега ние задовме на некој начин и клуб од втора лига, каде што не на некој начин во блиска соработка тие ќе игра на могила. И тука ќе ни биде како отскочна даска, имаме 4-5 играчи стварно добри по договор наш, кај што ќе играат во тој клуб. Тоа е начин за 4-5 години да имаме костур од прилеп играчи. Сега знаете како карактерите на децата се и тие треба да биде на некој начин ако сакаат да бидат фудбалери и во нивните глави да се вметни дека ние вложуваме во нив за да играат тие во победа.
А инаку во младинските категории имаме завидни резултати. Сега, екстра квалитет не може да изваи никој, освен ако тој не се роди, а ние да го насочиме во фудбал. Имаме Лука Трајковски, Дарко Илиевски, Пановски, сега што се на некој начин чука на вратата на победа, али му треба континуитет и утакмици. Тие сите се од нашата школа. И кај што морам да напоменам, несебично ни помагаат и ден денес. Значи не смееме да го забораваме Илчо. Сте во контакт и директно се инволвирани во клубов што се случува, на секако начин помага.